Добре дојдовте и од студиото на Магазин. Рете да го започнеме и ова издание, кое што верувам дека ќе биде прилично инспиративно со оглед на тоа каква лична приказна ќе имаме тука за да ви ја откриеме токму вам. Во тоа ќе ми помогне човекот кој што го нарекуваат и златен македонец со оглед на сите негови медали и награди што ги има освоено во неговата долгогодишна бодибилдинг кариера. Ивица Јанев е мојот денешен гостин кој што овој месец, односно претходниот викенд, стана повторно балкански шампион, на титула која што имаше прилика да биде негова и пред 4 години, така што верувам дека овие 20 минути ќе бидат и кратки да опфатиме се она што од неговиот почеток па до денес успеал да изгради во неговиот професионален пат, меѓутоа колку толку ќе имаме можност да го запознаеме. Останете на Сител. Ова нека биде официјално добре дојдовте. Споменав дека го нарекуваат и златен македонец и тоа сето го потврди ова што ни донесе во студио. Меѓутоа морам да нагласам дека сите овие медали се само од оваа сезона. Од 1 април па навака. Да. Ова е се од 1 април па навака, така што ако би требало да донесеш се што имаш дома, многу ќе ни биде мало и тесно студиото. Ивица, добро ми дојде. Добро ви најде. Да. Ви благодарам на поканата. Спомена дека е ова од 1 април па навака, што се случува од 2023-та, како започнавме, веројатно сме имали многу подготовки. Па подготовките започнаа далеку пред 2023-та, значи бодибилдинг надпреварите се комплицирани, не се така едноставни. Имаш период каде што зголемуваш или подобруваш одредена мускулатура. Потоа има период кога тоа сето се дефинира, како што е пред надпреварите и така натаму. Значи, конкретно јас се надпреварувам во категоријата Classic Physique. Тоа ми е доминантна категорија во која јас ги ставам сите мои напори. Да објаснам што значи тоа. Тоа е, се нарекува под со епитет златната ера на бодибилдингот, каде што доаѓа до израз симетријата, грациозноста и дефиницијата. Или она што, да речеме, луѓето го паметат за бодибилдинг од времето на Арнолд Шварценегер и така натаму. Значи, каде што имаш вакуум пауз, значи, каде што се собира стомахот и така натаму. Некоја елегантност, грациозност, некоја убавина на човечкото тело како фигура, или што би рекле македонски или грчки бог. Таа е мојата категорија во која јас се надпреварувам, но често пати знам и да излезам во категоријата и бодибилдинг до 90 кг. Тоа во завис од какво е моето моментално, да речем, расположение или подготовка. Сезонова започна со првиот надпревар беше на 1 април, дијамантскиот куп во Србија во Чачак, тоа е традиционален куп. Потоа наредниот ден на 2 беше трофеј на Чачак, каде што е исто така отворен куп на Србија и воедно представува квалификации за балканско во Србија, но од отворен карактер. Јас учествував на двата и тука го добив тој епитет златен македонец. Бидејќи на дијамантскиот куп каде што имаше од 150 до 200 пријавени кандидати, јас освоив 3 злата или станав победник во мојата категорија, победник до 90 кг и апсолутен шампион на целокупниот дијамантски куп, каде што се здобив и со оваа прокарта. Значи, ова е едно достигнување што малкумина во државата го имаат, или бројката е околу 3-4 луѓе со ова, значи веќе можам да се надпреварувам како професионалец. После наредниот ден е трофејот на Чачак, каде што освои го повторив тоа што го освои предходниот ден, или станав победник во категоријата Classic Physique, потоа до 90 кг и апсолутен шампион на трофеј на Чачак, каде што освоив исто така 3 злата. Ова се веројатно од признанија кои што не може и секој да ги има и да се прилично важни. И фактички за тој викенд јас освоив 6 злата и 2 апсолутни титули, една прокарта и таму дојде тој епитет нели златен македонец. Потоа следуваше државното во Македонија, каде што освоив прво место во Classic Physique. И предходниот викенд што заврши, следуваше балканското првенство, а наредниот ден Херкулес Гран При. На балканското првенство исто така ја потврдив титулата 2019 балкански шампион во Classic Physique, додека наредниот ден исто така победив повторно во Classic Physique. И со тоа го заокруживме или имавме 2, 4, 5 надпревари и 8-9 злата освоивме и сега не очекува најтешкиот надпревар за мене е Европското првенство. Европско првенство. Прв пат ќе настапувам на Европско првенство. Многу е
конкуренцијата е преголема, значи квалитетот е преголем и бара преголем напор. Моментално ја во животот не сум бил во вакви припреми како што сум во моментот. Ме интересира тоа. Еве, спомена се што си имал прилика изминатиот месец да настапуваш, да се представиш, меѓутоа за европско првенство веројатно чекор повеќе и потешка конкуренција. Голем чекор повеќе. Значи се тоа е загревање според мене. Каков треба да биде начинот на живот во моментов и покрај тоа што веројатно и тоа е во константа, не можеш да не се држиш до тие некои правила што ги имате за да можеш да ги земеш сите награди? Начинот на живот е далеку од нормален. Значи се е само нормален не е. И за да настапуваш на европско првенство, да излезеш со форма достојна, да се квалификуваш во повисоките кругови, потребна е подготовка многу претходно. А сега на крајот или во овие десетина дена животот ти е сведен само на основни работи, а тоа е тренинг, храна и ако одиш на работа. Јас бидејќи работам ова што го сакам, работам, изготвувам програми индивидуализирани за намалување килограми, решање проблеми со здравје, хормони и така натаму. Значи буквално мојата станам сабајле сум станал од 6, јас од 6 до 8:30 работев, правев програми. Во 8:30 веќе се спремав за да дојдем во емисија во 9:40. Се враќам назад, продолжувам со програми, во 1 сат ми е тренингот. Денеска немам утрински тренинг, бидејќи вчера имав нозе. Во текот на денот имам 5 или 6 оброка. И од прилика, освен денеска, секој ден имам по околу 4 сати тренинг. 4 сати тренинг, да. Значи, еден утрински кардио, што е од прилика 70 до 80 минути, каде што има задолжително позирање, потоа тежински тренинг, саат и пол до 2 сати знае да биде и после тоа имам повторно кардио. Во завис од тоа каде и како треба да одам со килажата или како треба да изгледам на самата бина. Зборувам за 10 дена пред надпревар. А додека до тогаш пак е друг период. Ова е многу комплицирано и е голема наука. Ја имам завршено 3 факултети во Америка во делокругот на нутриционизмот и пак барам помош и работам со тренери. Бидејќи тука умот ти е замаглен и не можеш чисто да гледаш. И потребно ти е некој да ти покаже во делот на позирање, бидејќи ти не се гледаш, немаш огледало пред тебе кога позираш. Во делот на исхраната, дали нешто треба да подобриш, бидејќи ти самиот не можеш да се оцениш толку добро на огледало. Затоа мораш да имаш ментор на тебе што ќе те гледа и тоа е еден друг момент. Како што јас сум ментор, така и во овие замаглени денови мене ми треба ментор. Да, апсолутно разбирам и притисокот за тоа што сепак треба таму да се представиш и на некој начин да оправдаш се ова што претходно си освојувал. Специфично ли е тоа со исхраната? Еве, велиш дека имате навистина секојдневно и активности посветени само на тоа тренинг, а во меѓувреме треба да внимаваш и на тие 5-6 оброка што ги спомна. Има денови кога пием и по 12 литри вода. 12 литри вода. Да. И по 30 грама сол. Тоа што укажува? Тоа укажува дека тоа не е нормална работа. Јас себе на моите клиенти на ниеден не сум му препорачал повеќе од 15 грама сол во текот на денот. Јас има денови кога земам 30 грама. Зошто е потребно? Па со солта внесуваме натриум, јод, калиумот, тоа е доста битно во делокругот на васкуларноста, например. А од друга страна консумираме многу вода, па тоа е многу битно за потоа кога треба да излезеш на бина, да бидеш ти сув. Поимот сув значи као дехидриран. Значи да изгледа тој мускул полн и кожата затегната, као да имаш свилена кожа. А тоа пак да се случи, потребно е исхраната да ти биде соодветно од тогаш. Да земеме во предвид дека јас секоја година постам за Великден, така и годинава. Значи сум само на риба, а бидејќи имаме вакви надпревари, јас годинава бев и предходно на риба, пред самиот пост да започне, сега сум уште на риба. Збориме за 5 до 6 оброка варена риба на ден. Колку време си на риба? Па додека не завршат надпреварите. Значи годинава ќе биде скоро пола година. Значи само риба. Пола година само риба. Да. Колку е тука важна дисциплината и самосвесноста дека не можеш да си пружиш некои задоволства како што се од најбанално да кажеме тоа е храна, да вкусиш нешто што тебе. Јас многу пати се трудам христијански да делувам на сите кога постим и знам да кажам постоењето со храна е најлесна работа. Зошто? Бидејќи храната порно ја немало, сега ја има, ние си ја скратуваме. Храната не е проблем, никогаш не било проблем. Тука е проблемот, во мајндсетот. Значи да влезеш длабоко во себе и да се победиш пред се самиот. Значи јас немам искушение во делокругот на исхрана воопшто.
Искушенијата доаѓаат на друг момент, слабоста, дали ќе издржиш, дали нема да ми се јави повреда после последното кој ќе ми фати дискус хернија, имам стара повреда дискус хернија. Значи ми се искриви мускулатурниот дел доле на кичмот. Значи тоа е тука е проблемот, тоа како да го надменам. А дали јас денеска ќе јадам ориз, компир, чоколада, сладолед, тоа е... Што прво би изел кога ќе заврши и надпреварот и ќе можеш да се секој пат е различно. Сега имам потреба за некои грицки, да ви кажем искрено. Нешто кикирики ми се јадам многу во тој дел, а доека не ми оди умот на пици, блага. Направив една колекција од чоколада, интересно е тоа, прв пат во животот го направив тоа. Ја не сум некој голем љубимец на благо, но направив една колекција од сите чоколада што ми се допаѓаат. И тие ќе ги јадам во текот на цела година и правам, бидејќи јас сум човек што сака многу анализа и статистика, и сега за секоја чоколада што ќе го јадам, ќе пишувам оценка која чоколада и колку ми се допаднало за војднина, кога ќе јадам чоколада, знам која да си го купам. По тој принцип и работам, јас кога работам со различни типови на луѓе, водам евиденција, ги карактеризирам луѓето според професија, профил и така натаму, за да не ги повторувам истите грешки. Секогаш категоризирам и така гледам да успеам или да бидам подобар. Па така и со чоколада. Една голема селекција, ќе водам анализа за секоја чоколада, јас ќе го оценува жена ми и потоа на крајот ќе знаеме што би купиле кога би јаделе повторно. Инаку повеќе сум љубител на домашно мармалад, сладко, такви работи. Тоа е таа дисциплина што споменуваш, дури да оценуваш и чоколада, меѓутоа ете, веројатно тоа е твојот карактер. Од фотографиите што ги гледавме, веќе тоа позирање и се како изгледаш на самите надпревари е навистина на ниво на професионалност, меѓутоа ме интересира какви се во оваа работа, во оваа професија почетоците. Кога буквално веројатно и твоето тело изгледа како и нас останатите, да не е така секој детал исцртан и истакнат. Убаво прашање, значи јас во последниве 2 месеци јас не ни позирам, а претходно позирав нон-стоп секој ден. Сега позирам само 10 минути и тоа не секој пат. Зошто? Бидејќи претходно јас ја имам таа рутина, сега си премногу оптеретен со некои други работи и немаш ти толку простор да позираш. Можеш да позираш нормално, но сега ништо не можеш да подобриш ако не си го совршил тоа до сега. Тоа е во делокругот на позирањето, бидејќи тоа е клучен момент ако ти не знаеш да го истакниш тоа што го имаш, да го манифестираш професионално. Значи има доста билдери, да ги наречам, или надпреварувачи што имаат феноменална форма на губат како резултат на тоа што имаат лоша презентација. И јас бев еден од нив на моите почетоци. Но годинава и претходно сум фокусиран на тоа и гледам да се разликува моето позирање од останатите. И се разликува и затоа добивам и пофалби. Начинот на кој го презентирам сето тоа се должи на постојаност, труд и, како што кажавте и вие, зборот дисциплина. Зборот не можам не постои во нашиот речник, во нашата куќа дома. Да. Имам, сакам или не сакам и колку сакам. Која е тајната и на тоа позирање што го споменуваш или кој е тренинг? Тајна нема, едноставно има, треба да се пронајде сам, имаш индивидуален позинг, а имаш и mandatory pose или задолжителен позинг. Тука треба да ги пронајдеш твоите добри страни и да ги истакнеш, а додека слабите да ги подскриеш ако ги имаш, да не ги истакнуваш, бидејќи имаш 7, 9, 11 судии, зависи од кој надпревар, нели, на каков надпревар си, тежината на надпреварот. И тие сите не гледаат ти што имаш, бидејќи таму кога ќе се наредат во таа линија, сите имаат, гледаат што немаш. Да, па сум приметила дека некогаш, еве, лично мое видување на нештата, како се оценува за тоа што ако не исто, барем идентично изгледате сите, така што веројатно е тесен избор. Многу е комплицирано тоа, будувањето при оценување, вака сега, пред се додиме, секој судија си има индивидуален начин на оценување. Каде што треба тоа да биде во една групација како треба да биде, сега колку одиме на помали надпревари, како да речеме македонско првенство, тоа поише од една индивидуализација. Може би тука да има и некои, да речем, сиви зони во оценувањето. Но како одиме на повисоко престижни надпревари, таму има студии каде што ги гледаат квалитетите и вложениот труд на самиот надпреварувач. И начинот на кој се оценува надпреварувањето е со бодување, или прво место, второ место, трето место, четврто, пето и така натаму, со тоа што тој што има најмалку бодови, тој е победник. А тој што има најмногу бодови, тој е најдалеку или би бил најдалечно место. И секогаш најлошиот и најдобриот бод се отфрлаат, за да нема така пристрасност, би го рекол тоа. И се оценува по пози.
одговорот на твоето прашање е како се оценува во пози. Затоа има задолжителни пози и кога ќе се намесиш во таа поза и ти викаат добро, прво место, второ место, трето место. Колку време сте во една поза од прилик? Сега интересно и во прашање, тука многу од надпреварачите губат, не може веројатно да издржат да се во иста поза. Да издржат позата и доаѓа до релаксирање или отпуштање на стомахот и така натаму, а тоа па израз на кондишнинг се вика, или кондиција во самото позирање, што е многу битно. Па се држи позата од 5 до 10 секунди. Зависи од кога ќе ја почнеш, дали ќе почнеш прв, дали ќе почнеш последен, може и повеќе да биде. Многу е битно во позирањето да стартуваш прв. Кога ќе се наместиш прв, судите прв те гледаат. Значи го фаќаш нивното око. Ако чекаш ти да се местиш, значи замина возот. Така, да. Ете, тоа е некоја можеби тајна на некој начин за што и како треба да успее. Да те запознаеме и малку поприватно за се ова што наброи, за овој начин на живот, веројатно е потребна огромна поддршка од твоите најблиски, претпоставувам ја добиваш од твојата сопруга, па ова сето не би било возможно да бидам 100% искрен, доколку жена ми не е таков столб на поддршка како што е во моментот. Да имаме во предвид дека во време на подготовка ми се роди синот Грегори. Да, кој ми е тука, меѓутоа е уште малечок и не може да го земеме тука со нас. Тој е 6 месеци и неколку дена и е доста захтевен и доста активен, не е како обично бебе, значи тој ги има гените на родителите, бидејќи ние 20 сме спортисти. Додека Елена, жена ми е, како што реков, најглавниот поддржувач и таа одлучи за надпреварите, не јас. Јас ја прашав таму некаде беше август месец, дали сметаш, уште беше бремена таа, дали сметаш дека може ние да го поминеме овој пат и јас да се надпреварувам, бидејќи после тоа ќе расте синчето и нема да може. И таа вика да, сакам да се надпреваруваш. И така започна сето, дојка да спореда мајка ми и рече ти знаеш Ивица каков е кога се надпреварува? Елена вика да, јас знам. Јас од друга страна вика мајко ти не знаеш, бидејќи на претходните надпреварувања Елена беше со мене, покрај тоа што ми беше девојка. Тоа е комплицирано за цело тоа надпреварување. Ако немаш поддршка, да, посебно и кога имаш мало дете, видовме фотографии со твојот син каде што пробуваш да го фотографираш и со некоја твоја награда, а и во спортска сала. Тој е најголемиот мој партнер за вежбање, инаку јас со него секој утре правам кардио. Значи моето утринско кардио од неговите 40 дена е со него. Значи ми е во кенгур ставен и јас правам кардио по скали во зграда. Комшиите го знаат, тој нон-стоп секоја сабали јас сум со него по скали во зграда. Тој така убаво се спие на мене, тоа е најубав момент. А понекогаш знам да го земам и да се шетам, во аеродром живеам јас, и да пуштам релација од 10 километри, и он на мене ставен, се шетам и така натаму. Би стекнува тие некои навики, сега со оглед на тоа што од една страна го знаеш задоволството на победа и на признатост на она што го правиш во бодибилдингот, од друга страна знаеш колку е напорно и колку жртва бара. Би сакал ли твојот син да го наследи сето ова што го правиш, односно талентот и вложеноста? Многу тешко прашање на кое сум размислувал многу долго. Јас сакам да бидам позитивен пример за мојот син и тој да биде на чекор подобар од мене. Нема да кажам дека би сакал да го прави ова, доколку тој самиот него сака да го прави ова. Ја едноставно би сакал да продолжи во делокругот да работи со здравје тоа што го работам јас, бидејќи ја живеев во Америка години и се вратив овде пред 5 години. И многу мине ќе ме прашат зошто се врати овде. Јас се вратив овде да го пренесам моето знаење на овој македонски народ, да му помогнам. И тоа успешно го правам. Бидејќи нажалост овој македонски народ е соочен со еден проблем во делокругот на здравството. И ја би сакал мојот син, доколку нели има тој желба, да го продолжи ова што го работам јас на еден уште појак и поубав и попрофесионален пат и да се помага колку што може повеќе на луѓето. Значи бодибилдингот да го фрлиме на страна, небитно е ова. Значи на ден на надпревар мене ми е небитно дали ја ќе освоам злато. Ма битно ми е да добием информација дека клиентката останала бремена, да добием информација дека решила крвен притисок. Бидејќи на крајот на денот дали е прво или второ место, утре небитно ќе се заборави тоа. Но некој да реши проблем што го мачал со години, мене солзи ми потекла на неколку дена пред надпревар, кога добив информација на клиентка што од Потекло Богданци живее во Германија, дека останала бремена после години. Значи, ја ништо не направив посебно. Едноставно, изгубивме 35-6 кила со неа, ги осогласивме сите хормони и со Господова помош таа си остана бремена. Јас го направив мојот дел,
таа го направи незиниот дел со незината послушност, да направиме разлика 35-6 кг, значи се смени целата, а сето тоа претходно докторите што пробуваа да го направат било неуспешно со години, зборам 5-6 години, и ние го успеавме да го направиме тоа на денови пред надпревар. Мојот надпревар беше небитен. Тоа е тој мотив и инспирација. Тоа ми е целта и синот да го прави, да продолжи, уште поквалитетен да биде од мене, уште подобар да биде од мене во тој дел. Дали ќе сака да се надпреварува или не, тоа е друг момент каде што му го оставам на него да си одлучи самиот. И деца, многу ми е жал што мораме да одјавиме емисијата, некако навистина брзо ни помина и се надевам дека повторно ќе ни дојдеш со нови успеси. Што Господ напред да заврши европското, се надевам дека јас обично велам Господ да ме награди со тоа што го заслужувам. Било прво, последно, добро или лошо, само да го добијам тоа што го заслужувам. Тоа што е Ако го добијам тоа што го заслужувам и е добро, можеби ќе се идем повторно после европското. Ти посакувам многу среќа за на европското првенство и ета слога и поддршка од твојата сопруга, па и од твојот син кога ќе биде малку поголем, а се гледаме секако и следна прилика. Во продолжение ќе имаме можност да се опуштиме со добра, убава македонска музика. Се надевам дека ете ова денешно интервју ќе биде инспирација доколку сте неактивни физички да почнете и како што вели и мојот денешен гостин Ивица дека се е возможно и се постигнува. Довидување.
Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 минути за состојбите во примарното здравство ќе разговараме со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Доктор Чолакова-Дервишова, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Добар ден, поздрав до гледачите и благодарам за поканата. Ќе офатиме неколку актуелни состојби во примарното здравство, односно состојби кои го засегаат функционирањето на матичните лекари пред се на ординациите во кои функционираат матичните лекари заедно со тимовите од сестри. На почеток ќе почнеме со една последна ваша изјава. До крајот на годината се заканува затворање на 200 ординации. Зошто ќе се затворат, одат во пензија, има кој да ги наследи? Зошто ваква ситуација не се случува, имајќи во предвид дека години наназад секоја година се повеќе се намалува бројот на тимови во примарното здравство, односно матични лекари? Да, состојбата навистина загрижувачка и ние алармираме како здружение нормално заради тоа што тоа се барање на нашите членови. Мора да се алармира медиумски заради тоа што тешко се движат или било какви реформи во примарно здравство, многу често ни се менуваат министри и таман со некој министер вие сте ускладиле нешто, се сменува, па иде друг, па наново треба да го запознаете. Така да, но состојбата е многу сериозна, заради тоа што ние не смееме да дозволиме како држава и во интерес на нашите пациенти да се затвораат фирми од примарно здравство. Тие се најпотребни за нашите пациенти, за нашиот народ, најдостапни се матичните доктори. И сметам дека мора да алармираме за оваква сериозна ситуација, заради тоа што во тие фирми, каде што носител на дејноста е сопственикот, и ако тој отиде во пензија и е исто така концесионер во здравствен дом, ако има вработени млади доктори и сестри, автоматски остануваат на улица. И тоа со години. Значи, пациенти на ПЗУ е стратешко барање од 2010 кое што го бараме. Тоа беше и во последниот пакет со покачувањето. И го баравме, значи, на протестите и се, единствено само бодот го поместивме, ни беше обеќано дека законот за здравствена заштита треба да се промени, но се смени, нели, господинот Беким Сали, сега имаме нов министер. Се надевам дека за кратко време би требало да оствариме средба и повторно да продолжиме со нашите барања. Так, докторка, навистина постојано алармирате. Дури со оваа бројка се остава простор да се, ако се пензионираат и се затворат ординациите, значи цели региони или градови ќе останат без примарен столб на здравствена заштита. Бројот се намалува, значи бројот на населението исто така мигрира, значи се поголем дел се селат од малите градчиња одат кон Скопје и надвор од државата, но примарното здравство не треба да се дестабилизира. Значи потребно е, луѓето плаќаат здравствено осигурување за да имаат, нели, било каква здравствена заштита. Во Законот за здравствена заштита пишува дека треба секој еднакво да има пристап до здравствени услуги, што не е така. Уставот го загарантира. Така да, загарантирани се тие права и можам да кажам дека многу ми е жал што сето тоа е само на хартија, а во моментот кога немаме веќе здравствен кадар, специјалисти, матични доктори се намалуваат, само околу Велес целиот регион, Богомила, Извор, Чашка, Иванковци, да не ги редам Бузалково, тоа се огромни региони каде што има многу народ, а нема здравствена услуга. Алармирам постојано дека мора да промениме нешто итно, но гледаме дека се менува, нели, во нашата држава, дури и устав, еве, мислам дека сме земја која што најмногу пати ќе го променува уставот, а не можеме закон за здравствена заштита, не можеме да ставиме закон за докторска дејност, кој што навистина се суштински за нашиот народ. Да, и за функционирањето на целиот здравствен систем. Ние сме столбот. Така е. Докторка, сакаат ли младите лекари да работат како матични? Па можам да кажам дека многу мал број е на луѓе кои што, нели, би сакале и би одлучиле. Гледаме, нели, од сите огласи и конкурси кои што се појавуваат на биро за вработување, тешко некој да има желба. Значи тоа е како одскочна даска на почеток, а некои воопшто не сакаат директно додатна специјализација. Не се направи систем. Знаете, за системски проблем треба системско решение. Системско решение е кога задолжително би било секој млад да поработи 3 години
И така ќе ги пополниме регионите каде што нема доктори. Порано да речеме, завршувате медицина, чекате на биро по ред, значи имаше ред, значи како завршувате не може некој да ве пререди. Мора да ве испратат, да речеме, да бидете Богомила, Иванковци 3 години, малку да го испечете занаето, да стекнете искуство и потоа да знаете диференцијално диагностички, дали е цистит, дали е слепо црево, таа болка во мала карлица, да речеме, што е и како е. Многу е подобро да имаме систем и после тоа во зависност, нели, па повторно да има некој критериум кој како спрема афинитетите. Оти не секој го бива за хирург, не секој го бива за психијатар. Значи, мора да имате афинитет, нешто да сакате, ме разбирате? Не може Зорле да станете хирург ако вас ви се лоши од крв или едноставно немате кондиција да оперирате 3-4 сата и така. Така да затоа велам, еден систем каде што нели мора да се направи, алармираме со години, но еве тешко, регионите се веќе со години без доктори, овие кои што ги спомнувам, има и други региони. Но никој не се замара. Значи, ние немаме превентива таму, немаме стоматологија. Значи, стоматологија, сите болести почнуваат, нели, во организмот од устата. Значи, мора да се размислува за здравјето. Ние сме тие кои што треба како да го просветлиме народот и да кажеме да, мора да миете заби, мора ако имате болка веднаш да се јавите. Вие најдобро ги знаете пациентите и граѓаните. Затоа велам, нели, да се мисли малку повеќе на дека навистина мора да има доктор, сестра, тимови, па истурени пунктови нека има, малку флексибилен закон да имаме каде што би бил во интерес на народот. Така, тука ќе ги поканеме нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02-3116 566. Мој денешен гостен и соговорник на тема функционирање на примарното здравство, односно на матичните лекари, е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, председател на Сдруженијето на приватни лекари. Доктор Чолакова-Дервишова, еден од најгорливите проблеми кои со години на нас се провлекува, што посебно ги иритира пациентите, а и вас, матичните лекари, се термините. Да. Се уште ли е таа истата слика? Нема термини, блокирани термини? Да ви кажам, многу е тешко да работите, нели? Пошто вие сте на удар, пациентите од вас бараат термина, вие дали да прегледувате или да ловите термини? Многу е тешко да функционирате како матичен доктор и да ги пазите, да ги запазувате правилата на фондот, нели, начинот на функционирање, заради тоа што од страна на фондот ништо немаме променето подолго време во однос на тие правилници за режим на пропишување на лекови, еве не наметнуваат, нели, мора термин да фатите за ова. Единствено успеавме за нега да ги тргнеме, нели? И сметам дека на тој начин треба мој термин да ги направи за специјалистите, бидејќи имаме сериозен недостаток на специјалисти во внатрешноста. На секундарно ниво, да. На секундарно ниво некако веќе фалат доктори. Значи цела плејада на доктори си заминаа во пензија, тоа е еден генерацијски јас кој што се прави. И останаа болниците, мислам дека да помине некоја инспекција, тие немаат акредитација или да бидат... се концентрирано на клинички? Се е Скопје. Да. Значи, така да, јас сваќам дека на тие доктори им е претешко, дека се преоптеретени. Мора да има некако да се направи распоред друг во државата, во кој што преголемиот број на специјалисти да се дисперзираат во внатрешноста. Да се направи распоред. Не може равномерно распределени. Да се распределат, заради тоа што еве во Велес немаме пневмофтизиолог. Значи сите за скапите спреови треба во Јасеново додат или во друг град да ги праќаме. Значи тоа е навистина тешко и невозможна мисија. Прво тоа се луѓе возрастни кои што имаат проблеми сериозни со дишењето, млади луѓе немаат околу нив. Значи цели оделенија се затворија во Велешката болница и во внатрешност, да не ги зборувам. Значи истиот проблем е сегде. Така да не достигаат сериозно кадри, вие не можете, на пример, ако имате еден офталмолог во градот, тој е преоптерет. Тој не може да стигне дали првачења да прегледува, дали да закаже термини, дали вежби за еве овие деца кои што имаат стравизам и така да едноставно навистина тешко функционира и мислам дека мој термин мора подитно да промени. Веќе мој термин како мој термин не постои, не функционира. Не може вие, на пример, правиме распореди, тетрадки отвараме цели, па кој пациент каква желба има, ако во моментот нема, ние запишуваме дека Лили, Трајко или некој друг имаат потреба за очен, за ехо на дојка, за ехо на простата, и ако разберете, нели, дека има термини пуштено, дека може пуштил некој, во тој случај не работиме и доктори, сестра и два тима сме, да речеме. И во тој случај ловиме термини за колку можеме малку од малку да ги услужиме
пациентите кои што плаќаат здравствено. Да. И не е хумано, затоа велам дека мора уште еднаш нешто да се размисли и како се движат нештата во здравството. Цел живот плаќаат здравствено кога имаш еднаш потреба. Сега имаат потреба, они не можеме да го ние не можеме да ги услужиме, они не ни веруваат како може да нема. Па нема, викам, блокирано е и за итни и за приоритетни. Не се случува тоа за интерно оделение, се случува за офталмологија, се случува за клиника. Значи, па реагираме до мој термин, пони им ги ставаат блокади за да не блокираат. Така да сметам дека системот мора нешто да го ресетираме во интерес на народот. Да биде, да, ние пријавуваме дека некој е за интерно и они да му пратат порака од таму, тогаш има термин таму, ваму. Сега на вистина тешко со тетрадки и со тефтери функционираме. А нервозата е кај пациентите. Кај нас е истора, и кај вас исто. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Режија, дали имаме гледач на линија? Добар ден, во програма сте, повелете. Сакам да поставам прашање во врска со лекови. Повелете. Да речеме, пијам јас таблети по Совансе. Тие се 4 таблети. Не ве разбравме точно. Не го лекот. Пијам таблети по Совансе за остеопороза. Да. Тие се во пакување 4. Така. И јас еднаш неделно ги пијам, да речеме во недела. Ако треба втор пат во месецот да земам, написаната не смее, затоа што ќе ја казни фондот. Да. Еве да речеме, јас сум медицинско лице во пензија. Случајно ме сакајки ми паѓа во тешма. Со јас што треба да се оптеретам од мојот буџет да ги купам тие таблети. Значи во државава за се и се што се фрла, значи толку строга контрола и казнување на матичните лекари за еден одитен лек, кој знае колку скап, не е убаво. Така. Значи тоа е испод секоја критика. Така е. Испод секоја критика, значи лекот е, никој не го користи за окей. Се користи за потреба. И сега матичната толку стравува за да не ја казнат од фондот. Денеска дори бев во фондот и објаснам дека јас тој лек го користам по потреба. И сега матичната ми пише, не иде ќе ја казнат, кој ќе помине комисија од фондот. Какво образложение добивте? Добивте нешто од фондот, господјо одговорник? Да, она ми рече таков е законот. Сега за тоа зборувам јасно, за да нема таков закон. Така е. Толку строг. Ве подржуваме и се согласувам со вас. Јас патувам негдека и сега треба строго да мислам дали го имам во резерва едно, ако се во резерва, една таблета во резерва. Така, во ред, да, го разбирам револтот и ве подржувам и разбирам потполно, се надевам дека и доктор Лилија токму за ова ќе проговоревме и за рецептите следно, меѓутоа предност имаат гледачиве, еве ја реалната слика. Реалната слика од терен е тоа. Значи, нас не ги бројат таблетките и точно треба да пазиме, нели таков е правилникот на фондот, колку ќе издадеме за секој пациент. Ние сме дале предлог и за ова како здружение, тоа да биде софтверски и точно да се брои кој пациент колку прима, како прима, бидејќи како што кажа гледачката дека никој не пие лекови непотребно, значи секој ги пие од задоволство. Од мака ги пиет. И кога иделе контроли од фондот, ние сме им објаснувале дека во медицината 2 и 2 не се никогаш 4. Така е. Значи вие може да имате предназначено од специјалистот поедно дека треба да пиете таблетка за притисок, еве ќе го кажам нешто како дијагноза која што е најчеста. Но може да се случи во текот на денот да ви се покачи, не е грев вие да се напиете уште една таблетка за да го регулирате притисокот или да речеме диуретик ако земете, може пиете да речеме преку еден ден, преку два, но има случаи во животот тоа не може да го контролирате. Кога има потреба, може и неколку дена по пола таблетка да земате фуросемид за да се регулира, за да се извади таа вишок течност која што е во организмот. Така да имаме многу нешта кои што можеме да ги... Еве за оваа состојба и слични вакви состојби граѓаните за кои имаат проблеми на вистина за подигање на терапија, може ли нешто да се направи како за хроничните пациенти барем на 3 месеци? Ние имаме правило од фондот каде што нели се менувало, можете на 3, можете на 6, најизменично во изминативе 30 години. Значи препишуваме хронична терапија, никој не може одеднаш да ја подигне за да не се направи недостаток на лекови во државата, но сметам треба да има флексибилност заради тоа што се поголем број од пензионерите одат на 3 на 6 месеци кај своите деца во странство и имаат потреба сериозно. Тие луѓе плаќаат тука или работеле 30-40 години, така да сметам
сметам дека никој не би направил злоупотреба ако си подигне за 3 месеци одеднаш тоа во фондот или негде да се кликне во систем, дека тој ќе оди во странство и потребни му се лекови. Ајде за антибиотици нека мислам за сепак нека има регулатива, контрола. Да, значи состојбата се следи, леукоцити. Но за вакви останати хронични состојби, но за хронични состојби каде што некој пациент мора да пие лекови како пациентката за остеопороза, или она мора да го пие тој лек, ако е навистина тискорот многу висок и така. Така да сметам дека флексибилност треба да има заради тоа што тие луѓе допринеле во здравствениот систем и плаќале. И сега кога им треба да пијат, кога се веќе возрастни, болни, со нарушено здравје, навистина имаат потреба да отидат негде 3 месеци, 4 кај деца. Верувајте ми, огромен број од пензионерите одат чуваат деца во странство. Да. А се зависни од терапијата? Да, зависни се од терапијата и така тука функционираме со аптеките, се услужуваме, кажуваме, значи затоа велам потребно е човештила, потребно е хуманост. Така. Нашата гранка е хумана и мора да се помага на тие луѓе бидејќи никој не пие ни карведилол, ни скоприл, заради тоа што така ќе му текне. Так. Има потреба. Да го слушнеме следниот гледач, почитувани во програма сте, повелете. Да. Благодарам за прашивте. Повелете, доколку имате прашање, господјо, повелете. Да, јас за тоа прашувам. Да се земе термин или не знам, не можам крај да најдам на носеме. Жулеви одам центар ги горат со азот, нема крај. Така. Цела нога ми е. Десната. Така. И ги оперира по градска, рече докторката, пак ќе се појават. Не знам кај да одам. Не знам. Така. А добивате навреме термин или чекате? Па не, сега не сум ни зела, многу одев у центар и не сум зела термин. Сама лечам со масти, со било какви. Нема крај. Нема. Така, вие разбирам состојбата, да, секако ќе продискутираме. Ви благодарам за зајавувањето. Чинам народ ќе се изрази жулјеви на нозеве. Тоа е сосем... Знаете како, тие се јавуваат кога е слаба исхраната на тоа. По самиот глас може да оцените дека се работи за многу возрастна жена, која што најверојатно циркулацијата, нели, исхраната на тие делови од нозете више станува кератотична, значи многу тешко, нели, иде исхрана и циркулацијата е нарушена, така да треба додека е помал жулјот и иначе било какви жулјеви, вие за да ги отстраните се отстранува, нели, и после треба за да заздрави. Тоа место кај што ќе се, за да заздрави, треба да има добра циркулација, треба да се внимава на повеќе сегменти кај возрастни луѓе, бидејќи од мала рана може да стане, нели, голем проблем, сериозен проблем. Така да тука многу внимателно, добро е да се дадат лекови за циркулација на тој дел на стопалото и додека е помал жулјот, нели, да се оди да се отстранува. Да, но секако предпоставувам господјата има матичен лекар кој исто така треба. Се надевам дека ќе следи да ја следи. Докторка, да се вратиме повторно на лековите, на рецептите, еве кога ги споменавме антибиотиците, значи стрикно за рецептата се припишува точно за грамажа за тој лек, така? Да, значи... И повторно, ако го нема во аптека, често се случува да го нема во аптека и повторно доаѓаат пациентите. Да, кај вас за нова рецепта? Во последно време приметуваме овие 2-3 недели поинтензивно за овој проблем, заради тоа што се враќаат пациенти. Ако му препишете оспен од 1500, го нема. Мора да се врати за ние повторно, нели, да дадеме друга грамажа. Нели, ако дадете од 1000, па се враќа пациентот, го нема и тој од 1000. Да речеме, тоа е нешто кое што се случува овие 2-3 недели. Даваме паралелан од некој друг антибиотик, во зависно што може да пие пациентот, што има во аптека. Сметам дека тука повторно системски треба да имаме некој алерт систем кој што ќе кажува што има во моментот во аптеките. Повторно, во интерес на пациентите, не е потребно да не се движат. Значи, Малмет ли ќе праќа на некој официјален сајт ли ние дотвараме, бидејќи овака го нема ова сирупче, ние даваме, нема ампицилин, па и цефалексин, нема цефалексин, трицеф, нешто друго. Да, и се случува по 2-3 пати да доаѓаат. Тука е проблемот, возрастните луѓе, па и младите реагираат, јас бензин трошам, јас 3 пати идам по аптеки, времето го губам, има реакции, повторно кај нас се, кај примарните, кај тие што сме најдостапни, објаснуваме дека никој нас не информира
дека ние не знаеме дека некој лек го снемало во аптеките, еве да речеме Лорам, сега нема, но добивме официјален допис од Белупо, каде што културно не известуваат и ние сега ги информираме, па наново ги упатуваме пациентите до психијатар, бидејќи има кај тој лек да речеме зависност, нели се навикнуваат, им одговара се добро се осеќаат, чувствуваат дека можат и да го пијат и да работат. Но еве да речеме некако последно време одредени лекови ги нема, затоа зошто е така сигурно други институции знаат. Но повторно ќе кажам, ако може барем системски... Ни официјално соопштение од надлежните институции, ниту за медиумите, зошто е таа состојба така, да се надеваме дека ќе бидат потранспарентни. Да, но нас еве ни треба, како примарно здравство, навистина добро би ни дошло во моментот, негде на некој сајт, дали на нашите програмерски куќи, да добиваме во моментов овие лекови ги има по аптеките. Да. Значи, добро би било и за нас да се воспостави систем, во кој што некој ќе не информира денеска, нели, затоа велам централна база за лекови, затоа велам матични амбуланти и аптеки. Значи, кога би имало такво нешто, тогаш сите можеме алерт да кажеме, да, во моментов има во држава во ова и ова го нема. Да не ги шетаме луѓето. Така е. И ние ќе знаеме пофункционални ќе бидеме. Овака истиот човек 3 пати ви се враќа во чекална. Во еден ден. Навистина, што е приоритетно еве од овие 3-4 работи или тоа е цел пакет за да се смени? Натрупани се работите, но сметам дека Законот за здравствена заштита е приоритетен. Добро би било новата екипа од Министерство за здравство да се изјасни која е нивната стратегија и дали луѓето ќе работат, ќе продолжат до 6-7 години, дали пациенти на ПАЗУ ќе се донеси, ќе се прифати, бидејќи тука имаше добро расположение од претходниот министер, нели партијата на албанците од Алијанса, нели овие кои што се ни прифати, единствени не поддржа, нели за време на протестот лани кога го правевме, значи огромен број доктори членуваат таму и имаат исти стратешки барања. И еве да се надеваме новиот министер дека малку нели би дал поддршка за овој момент. За фелата и за Законот за здравствена заштита, но и за докторска дејност исто така. И заменикот исто наш колега кој што претходно работевме заедно, нели во комората, па така да се надеваме во надеж се живее дека нешто би се променило. Во интерес на народот и на колегите. Пред се во интерес на пациентите, да. Доктор Чолакова Дрвишова, навистина има многу да говориме за состојбите во примарното здравство, но времето ни е ограничено. Со задоволство ве очекувам да бидете повторно мој гостин во некое наредно издание на Магазин Здравје и конечно да слушнеме некои поместувања и некои новини пред се во интерес ке повторам на пациентите, но и на вас лекарите од примарното здравство. Да се надеваме. Почитувани, одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Магазин. Ви благодарам за вниманието, ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија и грижете се за вашето здравје. Пријатно!